Почитувани гледачи, добродојавте во најновото издание на емисијата Спектар. Мои вечерашни гости се лица од противпожарната единица Тетово, командирот на територијалната противпожарна единица Тетово, господинот Тука Лити, и заменик командирот Бобан Трпковски. Добродојавте во Спектар. Добро. Така, период е можеби неблагодарно да се каже на пожари, меѓутоа нели веќе месец мај сме, па какви се условите за работа кои што нели вас ви се пружени во однос на лица и во однос на опрема со која што располагате? Еве да започнеме со командирот. Па прво едно големо благодарение на вас што ете денеска сме повикани и сме гости ваши. Чи па некои работи што ги имаме и некои проблеми што ни излегле до сега, да ги отвориме и да ги видиме заедно со вашите гледачи. Така, каква ви е состојбата во однос на опрема, како што кажав, и во однос на лица, човечки капацитет? Територијалната противпожарна единица, значи во моменти има капацитет да се справи со сите предизвици што ги носи ова време, на развој на индустрија во нашата општина и во другите 5 рурални. Не дека сме опремени онака како што треба и како што се разбира техниката, технологијата секој што ги напред и не можеме да следиме со нашите стандарди. Меѓутоа се трудиме на некој начин да донесеме од разни донации, со зголемување на нашиот буџет за пожарната во општина Тетово, со набавка на нешто нова опрема која не донира некои организации, да го донесеме она што 15 години во нашата единица промашено, сега да го донесеме во некој ред или да биде онака како што треба да биде во нашата служба. Кога збориме за екипираност или за тоа колку луѓе треба во нашата професија, според законот за пожарникари, на секој 1500 жители треба еден пожарникар. Во случајов со пописот од 2002 година, само општина Тетово, зборам за не руралните општини, треба да има 54 вработени пожарникари, додека останатите до 150, мора да ги покријат сите други општини. Зависи од нивната бројност на жители колку има. Или, да речеме, кога ги имаме ние некои размислувања, да се направи некое бригадно организирање и се испостави по други општини. Например, кога би се организирале Тетово, Теарци и Јегуновци, они би требале негде околу 33 пожарникари. Кога би се организирале заеднички општина Брвеница и Боговиње, таму они би требале да имале 27. И Желино, околу 13, така да и ние тоа би дошле до некои 150. Меѓутоа сега сте? Сега сме 71, јас се помнам. Да, 71 оперативни, со кои успеваме на некој начин оние 1073 километри квадратни да задоволиме, они ќе држат. Битен е фактот во ова, кога сега веќе ме прашате за таа работа, дека кога премем обед за ова, секогаш викаме дека средствата не се доволни за нашата служба и дека средства има. Од разни основи, од разни... Секоја општина си има средства и се прибира средства за ова наша. Болно е тоа што општина Тетово плача 73 или треба да плача 150 другите општини. Ако премем овет, 85.000 според подписот граѓани на општина Тетово плачаат пожар за другите 5 рурални. Така, најверојатно и проблем е што, како што кажа заменик командирот, голема територија нели покривате во однос на тој проблем. Да, овдека би додал дека стварно е така, како рече заменикот, покриваме еден голем дел, биејќи знаејќи дека Тетово и руралните општини покриваме околу 220.000 жители,
плюс Тетово е универзитетски град со 2 универзитета, значи и тука над 20.000 само студенти што са у градот Тетово. Значи имаме големи тешкоти, да стигнеме до лице место, например, покривајќи голем дел од територијата на Општина Теарце. Да, би рекол на кај Република Косово, Јажинце. задњето место кај што ние интервенираме е селото Јажинце. Значи, Тетово Јажинце има 34-5 километри. Така. Па и на страната кон Скопје колку километри има? Околу 19-20 километри. Значи, сме должни према граѓаните, значи према Скопје, према Скопје до 20 километри, према Република Косово до село Јажинце, значи границата 35 километри. Значи тоа е огромна далечина која што до сега сме изгледале како успешни сме биле на тие интервенции, но мислиме дека да бидеме поблиску, како што рече заменикот, Теарце и општина Теарце и општина Јагуновце да формират еден пункт. Значи да имат една екипа, значи за нас би било подобро и за граѓаните посигурно би биле од заштита од пожари. Така, како што реков, нели морална должност или нели да ги покривате тие општини рурални со вашите интервенции, меѓутоа тоа е обврска на тие општини. Дали се надзира некое формирање на пунктови во општина Гуновс, општина Теарце и другите рурални општини? Видете, законот стрикно се кажува, значи, оне деците ни кажува дека секоја општина која нема противпожарна заштита, значи, треба, значи, средствата или да ги плачат, значи, на општината која има и која ја обслужува. Во случајот Тетово е дел од републичките сили за справување со кризи, значи обврска не е, меѓутоа да наречем на некој начин го користат тој дел од тие републички сили дека ние мораме таму да видиме што се. Мојот апел е нека не го користат тоа, туку нека направат нешто, значи да бидат поблизу и граѓаните таму кои живеат и кои плачаат за наша пожарна заштита во таа општина. А градоначалникот прибира, значи, средства од регистрација на возила, Дори градоначалниката истакна дека од владата се добиваат дотации за... Има и некои дотации, се не знаеме со сигурност колкави се, меѓутоа со сигурност тврдам, ако тие средства што ги дава владата стигаат за општина Тетово, дека стигаат и за... Значи, владата ги распоредува парите по број на жители, не по, значи, по територија. И, значи, треба да се потрудат, значи, да се најде нешто заеднички, да искомуницираме, значи, да поразговараме како би се тоа направило. Имаше најаве дека во својот на Полошки плански регион ќе се разговара во однос на формирање посебни единици во овие општини. Па да, имаше, значи, постојат такви разговори, значи, првични кои разговори за тоа. Се очекува, значи, ние после тоа прераснеме во една која бригада, нешто поголемо, онака како треба баш да видиме организирани овдека. Затоа што сме се... Во Македонија само една бригада по Скопје, една бригада, значи, во Скопје. Скопје. И ние треба да работиме по текот на таа бригада, затоа што имаме услови, значи... Имате површина голема. Површина, противпожарна товареност. Да не зборам сега индустријските зони и се она што е противпожарно, значи, ризично за пожар. Така, со таа бригада општините би раководеле, односно општината тоа во случајов или пак видите, како функционира таа бригада? Како? Тоа е ствар на договор, меѓутоа сепак јас би потенцирал, значи, како би тоа. Општините можат и да се противпожарно организираат на доброволен начин. Не, тоа со закон за препишено дека. Меѓутоа, доброволните друштва се ограничени. Значи, они немаат право да спасуваат, затоа што не се професионалци. Затоа што, значи, они треба да работат заедно со нас. Меѓутоа, колку е тоа добро, а јас викам дека е добро, да се направи, значи, тој пункт
било каде они ќе одредат. Значи сепак имаат некои, сега има и средства, значи од разни донации од странство, да ќе се направи тој пункт и значи да се примат луѓе они кои треба да ги примат и нормално со нашиве, значи со нашиве професионалци, значи да бидат таму, да имаат раководни, а ќе бидат значи раководени од оперативно од наша страна како бригада, како команданти, а за потребите на општината таму ќе се бидат од градоначалникот кој ги плаќа. Еве, значи ги стакнавме проблемите во однос на големата територија каде што ја фаќате како противпожарна единица, во однос на опремата. Дали имате доволно опрема, ако се земе предвид дека нели услужувате може 200.000 жители во Колошкиот регион? Се извинувам. Па да, пред едно време, мислим, противпожарната единица Тетово многу слабо била опремена со противпожарна, значи специјална опрема, да речеме противпожарна, но во задње време, благодарение на сенсот или па да речеме разбирањето на нарочито на градоначалничката моментално, што е у општина Тетово, госпоѓата Теута Арифи, значи противпожарната единица е опремена со опрема, со вработените у противпожарната единица сега са униформисани, мислим, како што им доликува на пожарникарите спасители, бидејќи пожарникарите сега са по новиот закон не са пожарникари извршители, него пожарникари спасители. Значи, донесени од страна на наши сограѓани кои живеат и работат во странство, донесени са 3-4 противпожарни возила како донација од работата и соработката што ја имаме со една организација со професионални противпожарци англичани, која се вика Operation Florian. Значи, и тие ни помагат при обука, наверно. Обука и донации. Разни донации ни носат. Значи, противпожарната единица доста е спремна, мислим, со опрема, но дали е доста? Не е доста. Затоа што има нели други специјални да. За висококатниците да знам дека имавте проблеми. Точно, да. Точно е, но покушаваме и гледаме да најдеме некој начин и такво возило специјално да се донесе и во градот од и Тетово сепак еден меѓу најголемите, меѓу најголемите градови у Република Македонија. И граѓаните на општина Тетово и од руралните општини тоа и го заслужуваат да имат заштита од пожари, нарочито овие што живеат у висококатници, кај што најголем проблем ни излегуваат Какво е случај појавите на пожарите, да, појавите на пожарите на тие висококатници, како што рековте случајот со блок 70. Така. Нели кога ќе се истакне противпожарна единица, одма се размислува на спречување на пожарот кога ќе настане. Меѓутоа, ваша главна улога, можеби во последнава деценија примарна улога е превентивно делување на овие пожари. Нешто околу тоа. Што се презема и кои се вашите активности околу во тој поглед? Видите, да. Значи, оваа констатација е секогаш најдобра. Она што би рекле старите, подобро се спречат колку да се лечи. Превенцијата како еден од како е секогаш добро дојден и секогаш треба да е едукација на населението исто така. Значи,
секојдневниот контакт со населението исто така е од големо значај за нашата служба. Зошто? Чечеме зошто? Затоа што ако ние превентивно не дозволиме да се изгради зграда која нема противопожарна заштита. Значи, во иднина нема, во таа зграда се случуваат такви работи. Ако едукативно го научиме населението во таа зграда, како треба да се однесува во случај на пожар во таа зграда, значи ние нема да имаме проблеми со жртвите во таа зграда. Кога зборуваме за оваа работа, значи ние секојдневно, значи ланската година направиме дури флаери кои ги делевме по децата, значи во зградите, во влезовите, стамбените згради, како треба да се однесуваат, значи напишеме двојазично како треба да се однесуваат во случај на пожар во високата катлица. Значи беше голем парадокс да се слушне некојаш вака некој изјавуваме на терен дека не знаат кој е бројот да повикаат пожарната единица. Значи тоа доаѓа се од неедуцирано, значи или не секојдневно со населението, значи пожарната да биде секој ден со населението и нонстоп да се разговара за некој проблем или за такви работи. Проблеми секогаш има, меѓутоа треба да се решаваат. Како и ние имаме различни проекти, например, еве со едуцирани ученици, значи ученици од претшколска возраст, дури до ученици кои од средношколските години, оние што ги викам јас адолесценти од 17-18 години, кога во фазата на пубертет, кога се најопасни. Значи тогаш знаеме дека имаат и добиваат сега и на помлади години водачки дозволи, па знаат да си приуштат да си пивнат. Еве сега им доаѓаат и матурските вечери, ние имаме горко искуство овие претходни 2 години со жртви, баш соочени несреќи кога имаме жртви, значи од алкохолизиран состав или возење по таква состав. Може би е чудно малку што зборуваме ние пожарникарите за оваа работа. Так. Меѓутоа вашата работа не се сведува само на гасење на Да, пожар, значи туку има ние работиме повеќе многу повеќе работа од она што мислат граѓаните. Полицијата кога доаѓа на сообраќајка, значи она доаѓа да обезбеди терен и да го најде кривецот или што е причината за она што се случува. Меѓутоа, она што следи во текот на целата онаа постапка кога е сообраќајката, значи ние работиме, пожарникарите. Значи ние излекуваме жртви од тука со специјална опрема. Значи и ние имаме специјална опрема за тоа. Ние имаме специализирани луѓе за таа работа, кои безбедно че. Нека заборават луѓето дека треба ако мислат ако што побрзо го излечат значи човекот од колата и што побрзо го однесат во болница дека завршиле голема работа, дека ќе спасат човекот. Не, напротив, не знаејќи може да го убијат. Сепак треба да ве зачекаат вас. Во претходните разговори стакнавте дека имате специализирани лица во противопожарната единица кои што завршиле обука и за излекување од затворени простори, меѓутоа и за излекување на жртви повредени од сообраќајки. Каква е состојбата со професионалноста во противопожарната единица? Да, ние како професионална противопожарна единица Тетово сме горди и се гордееме со тоа што поседуваме, например, зборувам на професионален аспект, дека професионалната територијална противопожарна единица Тетово има двајца инструктори со добиена диплома од Енглеска, двајца има инструктори значи за сообраќајки и четворица кои уште работат со колегите од Англија, значи за урбано пребарување и за земјотрес и такви работи. Значи ќе бидат специјалци тие кои нивното знаење ќе го пренесат на помладите генерации или низ школи надвор од територијалната противопожарна единица Тетово. Кои сме кај сообраќајките, значи имаме двајца инструктори кои се супер инструктори. Значи ова само општина Тетово ги има овие 8 мина инструктори специализирани за тие работи што ги прават.
затоа викам и се гордееме како Сите овој обуки се земени во Англија? Сите, да. Значи 2000 тие работеле додуше од 2007 година, 2007 година или 2006, од 2006 до 2013 година мораме да потенцираме, значи некои Да. работи да бидат појасни дека секоја година она што може би граѓаните не го знаат, значи кај нас се држава, значи она што е Курс. редовна обука на пожарникарите. Во таа работа ни помага, значи ни помагаат врвни експерти од енглеска, кои секоја година во мај месец може би приметиле луѓето тука дека се движат некои енглези, изборат енглески тука и Вака, некои на почеток, како дошло таа соработка со... Како што знаеме, англиската противпожарна единица е од најдобрите, со големи искуства. Како сте стапиле во контакт дошло? со... Значи, 2007 година бевме на еден семинар во Маврово, каде што беа присутни тие. Они се прво дојдени во Свети Николе, значи, врз база на доброволните друштва да ги развиваат во држава. Тоа е организација хуманитарна која прибира средства, самите, значи, хуманитарно работат, продаваат маички, разни реквизити, значи, противпожарни и собираат пари за да дојдат еднаш во годината некаде со некој проект нивни, значи да помогнат на некоја држава кој развој, дали едукативно, дали нешто че им донесе, значи што им фали од опрема или... Ние имаме таа, значи, среќа да лично јас бидам еден од координаторите нивни, значи, тука во држава и да имаме таа среќа, значи, да имаме секоја година обука. Таа обука вроди со плод да, значи, однесеме наши луѓе од тука нашата предпожарна единица во енглеска на специализација и некои други од нив да добијат титули, значи, инструктори. И оваа година, значи, ќе продолжи таа соработка, че имаме, значи, нешто ново што е кај нас во пожарството, значи, вентилирање на простори и гасење на пожари со подпритисок или со воздух, што е ново нешто во нашето пожарство и што на Балканот, значи, првпат ќе се случува нешто. Имаме, ја како координатор, значи, имав денеска, не успеам ни да го запознам, значи, командирот со таа работа, значи, имаме понуда да дојдат на работилница, значи се направи работилница на тука во Тетово, да дојдат и од другите предпожарни единици од државата, значи тука слушатели да го слушаат овој материјал. Затоа што е многу интересен, затоа што многу е ефективен кога се работи за пожар и многу е брзо се гаси пожарот на тој начин на кој што треба да го изработи. Сакав да речем дека околу обученоста на нашите кадри во територијалната пожарна единица, секоја, значи се грижиме, секојаш има по некоја обука. Значи лани имаме работа со скали, ни донесуваме една скала која нас преку учење ни беше потребно дури едно возило, значи имаме донесено. Работа, значи, со таа скала, бидејќи они никогаш не донираат опрема ако не научиме да работиме со неја. Значи не ја оставаат така, едноставно мора да научат екипите или пожарникарите да работат со неја за да биде ефективна, инаку што костои само. Единствениот застапник во Македонија на органски препарати наменети за земјоделско производство со широка палета на производи од сега и во Полошкиот регион. Еколинија е лиценциран застапник и за органски производи кои се користат во сточарството и пчеларството. Иднината е во здравата храна, која може да се добие само преку органски начин на производство, со производите на Еколинија. Со органските препарати на Еколинија добивате здрави земјоделски производи, похранливи, поотпорни на болести и на временски услови. Со производите на Еколинија истовремено се ревитализира и земјоделската површина.
072 276 469 е телефонскиот број преку кој може во секое време да се набават препаратите на Еколинија. Каква е соработката, командири, со институциите останати кои што на некој начин треба да придонесат во спречување на катастрофите како пожари, земјотрес, совраќајки и слично? Па И добро. со кои институции, нели? Добро, соработката си тече нормално. Ние како противпожарна единица Тетово нормално соработуваме со Центарот за управување со кризи, дирекцијата за заштита и спасување. Тука са и другите важни институции, како што е СВР Тетово, значи полицијата, касарната, армијата. Имаме одлична соработка и со армијата на Република Македонија од касарната Тетово. Значи, соработката не недостасува, значи во одлично ни е соработката. Со која институција највеќе соработувате? Претпоставувам со дирекцијата за заштита и спасување. И како оди таа координација, да речеме, со нив? Бака се, сакали или не челе, дирекцијата за заштита и спасување е институција, значи дирекција директно под владата, која најиндиректно е поврзана со нашата служба. Ние сме платени од градоначалниците, значи како пожарникари, меѓутоа кога зборуваме за се она што е професионално, од обуки, значи од школување на идни пожарникари, до да речеме и распределување на опрема, поскапа, да речеме камиони противпожарни или не знам што, значи се директно врзани, значи со законски државници врзани со нас. Да не речем, значи не може без нив. Меѓутоа имам, ајде нека биде ова малку една како критика нивна, би требале малку да бидат повеќе со нас. Што значи тоа? Значи дирекцијата, што викаме ние некојаш на смење со командирот, нека дојде да не контролира како да води. Нас да не контролира. Не разбирате, значи ние немаме никаква контрола. Не гледаме контрола, значи во изградба кога се гледат објектите дали имаат противпожарна заштита. Значи ние сега пред малку разговаравме тука надвор дека имаме некои објекти кои гледаме во Тетово кои се изградени сега нови, дури и капитални објекти кои не загрижува, значи она што е направено и колку има значи пристап да ние делуваме, уште повеќе колку има обратно за граѓаните кои живеат во тие капитални објекти, значи да се спасуваат или самите да треба да спасуваат. Значи Тие дозволи ги дава дирекцијата за заштита и спасување или пак? Они мора да инспектираат. Значи се на кој начин не сме ние, значи инспектори, ние сме се Ја што би рекол, најбитно у заштитата на граѓаните, овие објекти што спомна колегата сега пред малку, овие објекти што се градат, пример, ние како противпожарна единица Тетово да не знаеме што поседува, што материјал, како што рече да се индустријски објекти, не знаеме што имат внатре, што поседуваат ту. Случај на појава на некој пожар, што произведуваат некој. Мора да имате поголема координација фактички. Точно. Значи елаборат затоа што сепак вие треба таму да интервенирате. Да. Елаборат мора да имаме и ние, да знаеме што имат внатре. Ја би сакал едноставно тие елаборати ако ги прават, значи не ги знаеме, значи да ги достават до кај нас, значи ние да ги имаме, нали? Значи многу е полесно за нас како професионалци кога одиме на пожар да имаме јасна представа, значи кај одиме, во каков распоред ќе влегуваме на простори, што се произведува, што видови на опасни материи, значи може да горат таму и да направат, што ако се работи за сосем. Значи ние влегуваме, треба да влеземе во смрт, значи онака знаејќи. Значи сепак ако знаеме тие параметри, значи за било која од
или дека имаат, да речеме, објективе стамбени дека имаат противпожарни скали. Че знаеме дека ние можеме да ги евакуираме луѓе во тие противпожарни скали. Дека не смееме по лифтови, дека не смееме по скалила, по степеништа, дека. А контра од тоа, значи, се уште не поседуваме, значи, хидравлични скали кои што можеме да ги. Така. Значи, Тука би додал и ова, например, од овие колегите од Дирекцијата за заштита и спасување, да имат поголема соработка со кушните совети. Со кушните совети кои се формирани низ стамбените згради, објекти. Значи, да знаат луѓето, бидејќи во една стамбена зграда живеат, пример, ајде да речеме 20-30 семејства, да знаат што поседува, што имат низ гаражни, низ подрумските простории. Бидејќи ние како пожарникари кои се појавуваат некој пожар, свесно или несвесно влегуваме, оти мора да влеземе. Тоа не е професија, тоа не е работа, но кушните совети и колегите од Дирекцијата за заштита и спасување мора да знаат што имат, дали работилници отвориле низ подрумските простори, дали имат хемикали, дали имат лесни запаливи средства, што целата зграда може за миг ние знаеме дека да пламените јазици да го земат под команда, значи пожарот. Но затоа и ова треба да го споменем, старите нашите предци го збореле, го рекле и го оставиле тоа зборот не се играј со оган. Така. Значи, колку останатите објекти индивидуални куќи, па и дури старите објекти се придржуваат до овие стандарди за градба во однос на противпожарна заштита како што се надворешни скали и слично? Ако ги гледаме, значи во примерите кои што да, вие ги имате, ако ги гледаме, значи објектите градени порано, значи можам да речем дека имало сепак подобро, значи некоја стандард. Преглед или стандард. Не е тоа стандард, тоа е и сега има ги пишуваат тие стандарди, меѓутоа колку се спроведува. На дело, така. Меѓутоа имаме еден друг проблем. Зградите постари кои што имаат противпожарни скали, значи тие противпожарни скали веќе не се противпожарни скали. Тие се дали пренаменети визби, дали кујни, дали не знам што. Значи бадијала, значи и да е таа противпожарна скала, да, значи и да е противпожарна, ако на среден некој си направил визба, не може човекот да слезе до доле, да каже треба, значи тоа не е, значи не е во функција. Еден да е. Да не зборам дека сите се. Во пракса каков проблем ви? Па проблем е... Еве некој пример да кажете дека... Па еве сега имаме, значи нема свеж пример година и пол. Пред година и пол, значи зградава кај што гореше, значи какви катастрофални работи ни се случија, да имаме значи 6 буквално барикади. Барикади имаме, качувале у 6 спрат. Најдувам наврзани велосипеди за огради по слабици, фрижидери, стар намештај, значи се е тоа по скалилата. Значи кога ние не можеме се движиме со таа опрема, значи со замислите од чадот све црно ништо не се гледа. Значи замислете во паника луѓе како би. Што би се случувало кога го напуштале тоа објект. Ми беше друго зборот дека сепак овие институции што пред малку ги набројаме треба да идат и да поведат рачун. Функционалност, значи се врати на тие објекти. А новиве да се поведе рачун или сметка дека мора да се има на некој начин противпожарна противпожарни излези или оние што се скали или не знам што за генерално заштита за од пожари. Така. Во однос, нели, како што кажавте, вие сте единствена територијална противпожарна единица во Долнополошкиот регион, меѓутоа има во функција и 2 противпожарни доброволни друштва. Каква е со нив соработката и колку тие успеваат на некој начин да го заштитат населението од пожари? Да, така е. Ние сме и како лидери у Полошкиот регион, противпожарната единица Тетово. Значи,
во Полошкиот регион има две доброволни противпожарни друштва. Едната е БЕС од село Челопек и Брвеница од Брвеница. Среќа голема наша, што наша и на доброволците, тие волонтерите, но и на Пршевце има едно доброволно. Нема регистрирано. Нема регистрирано, но Меѓутоа интервенираат. волонтерски така работат. Овие Тоа две е се точно, регистрирани, тоа е така. точно. Треба да ги пофалим и тие од село Пршовце, бидејќи на многу пожари, на многу интервенции, заедно со нас тие интервенирале. Така, така. Поради Треба да го близината споменем и и у село Фалише, имаше исто од село Стримница наш гастарбајтер што работи у Швајцарска, донел и тој противпожарно возило и интервенираше пред да стигнеме ние дури од Тетово, од нашава станица, да стигнеме тамо, човекот дошол, интервенирал и после заедно со нас и завршивме работа. Пожарот го ставивме под брза контрола и не мислим, него сигурен сум, тука едно дете, тие доброволци од Стримница го спасија у село Фалише. Беше збор за доброволните противпожарни друштва, значи соработката е многу добра. Ја и Бобан и колегите од Енглеска, значи тие ги тренирале, спремни тие момчињава са многу за секоја интервенција, но сепак доброволци са, не са професионалци како што сме ние. Така. Дали тие можеби понатаму би требало да се става под капа на некоја институција, под капа на општина или пак доколку вие нели станете бригадна единица за да нив на некој начин ги земете под ваша капа. Современиот свет секоја црпи, значи, такви кадри од доброволни друштва. Не случајно во светот постојат и многу се развиени овие доброволни друштва. Затоа што и соработката со соработува, значи и се соработува со нив секогаш. Командирот кажа ние имаме одлична соработка, значи имаме низа на успешни интервенции на шумски пожари во предадот на Гргурница горе и со доброволците од Брвеница и Челопек. Значи и каде што главната сршта, значи или главната сила што беше, значи беше составена од нив, потпомогната од наши професионалци, значи кои ја надгледува или беа цело време со нив во секоја интервенција горе за да не погрешат нешто, значи или да интервенираат онака како треба. Зошто не може да се ослонат градоначалниците само на ваква противпожарна заштита? Законот за доброволни друштва јасно им кажува до каде им се ингеренциите на доброволците. Разбирате, доколку се случи нешто непредвидено, нема кој да одговара. Или ќе одговара оној кој командно со нив раководи. Управо, во случајот градоначалникот. Затоа апелирам. Добре е ова што го рековте, ако некој црпе, нека црпе кадри од таму. Значи, ако некој работува професионалци, ако прави професионалци, значи нека од таму црпе. Значи, тие се луѓето кои сепак имаат искуство, контакти со нас, значи работеле со нас, знаат веќе како треба. Некои дури од доброволците таму имаат и поминато, значи имаат и сертификати веќе некои земено за положени курсеви и многу е потешко да земеме, значи човек од улица сега да го правиме пожарникар, значи нас се треба време, треба изгубиме на година со него за да биде она што треба да биде. Меѓутоа, од тука ако црпе, од оние млади, значи има таму млади пожарникари, има дури и пионери од 14-12 години. Значи од тие деца кои таму ја сакаат противпожарна, значи фела, да земеме, кој ќе биде 6-7 години, значи со пожарникарите да земеме од нив и да направиме пожарникари. Само така ќе треба да се спомене овдека, треба да се спомене и случајот како што вика, што рече сега колегата Бобан за доброволците, значи треба да се зема случајот Струмица. Која година беше?
кај што имаше и жртви. Истото од Пред 2 години, да. пред 2 години од доброволците. Значи 20 или 3 Од доброволно противпожарно друштво. загина. Не од просторните сили, меѓутоа сепак Да. е се тоа, значи Не се сам професионалци. Да. Не се професионалци. Значи се спаси колегата, значи нашиот командир таму колега се спаси со новите законски решенија затоа што командно ги натерал да одат таму, а немале никаков. Значи ингеренциите се тука. Така. Мора да има некој професионалец Така. кој ќе ръководи. И вас често ве регистрираме нели со камерите како влегувате во оган и тоа нели во најопасните ситуации. Колку интервенции имате во текот на една година? Земајќи предвид од 1 јануари 2015 до денеска, значи имаме 169 интервенции, од кои понајвише тие 169 интервенции имаме у објекти. Чудна работа ми е и преку вас медиумите, бидејќи вие за нас сте најголемата помош која им праќаме на граѓаните. Рековме дека мислиме и сме за тоа да нашите граѓани што безбедни и што позаштитени да бидат во врска од пожарите. Значи, за тоа сме ние мотивирани, мобилизирани нон-стоп, значи, да бидат заштитени. Значи, 169 пожари, интервенции сме имале, 40 и нешто појави на пожар сме имале само на оџаци. Значи, пожар појавен у оџак, значи може и да стане и катастрофа за тој стамбен Тоа е најголемиот човечки фактор. Да. И често пати сме апелирале, ете, преку медиумските куќи, како вашава и сте ни излегле во пресрет, нашите апели стигнале до одредени граѓаните, значи тука ни е најголем проблем што некои од нашите апели, значи, стигнува до, значи, глуво. Единствениот застапник во Македонија на органски препарати наменети за земјоделско производство со широка палета на производи од сега и во Полошкиот регион. Еколинија е лиценциран застапник и за органски производи кои се користат во сточарството и пчеларството. Иднината е во здравата храна, која може да се добие само преку органски начин на производство, со производите на Еколинија. Со органските препарати на Еколинија добивате здрави земјоделски производи, похранливи, поотпорни на болести и на временски услови. Со производите на Еколинија истовремено се ревитализира и земјоделската површина. 072 276 469 е телефонскиот број преку кој може во секое време да се набават препаратите на Еколинија. Рековте дека имате некоја кампања, односно повеќе кампањи во однос на заштитата од пожарите. Колку според вас и теоретскиот и практичниот дел го има во образованието за едукација на децата? Најмалку. Така најверојатно и со проектите. Ова е проблем голем, значи кој ние наидуваме до командири секогаш тражат дозвола некој од Министерството за образование за да се појави еден пожарникар или да се види што е пожарникар. Не е поентата тоа дали ќе види, значи детето пожарникар, туку поентата е да научат дека да, доколку се случи пожар,
прво треба да се јавиме кај овие чичмаци. Дека ние не сме лоши луѓе, дека не идеме само за лош. Дека ние имаме интервенции дури на миленичи на спасување. Имаме интервенции на влекачи, на змии, влезани во стан, кај што ги фаќаме по автомобили, значи не сме само за таа работа. Значи ние сме за многу повеќе работи која едноставно спасители, значи да спасиме од нешто, да направиме. Сега проекти, некои училишта значи многу добро ги прифаќаат. Ние работиме сега со доброволното друштво Бројаница во Челопек, значи во едно војно училиште каде што им покажаме значи како се прска, како да дојдат тука децата мали да видат, да фатат како еве и тие да попрскаат малку со она. Осетат, значи да бидеме поблиску до нив и они едноставно уз тој разговор се прават, прашуваат кој е бројот, како може, што може, значи нашите колеги секогаш разговараат со ними. Имаме, значи, ние дозволуваме посета на организирана посета на училишта, кои може да дојдат кај нас, значи. Да не речам час, два или три да престојуваат и да видат како изгледа еден пожарникарски ден на работа. Разбирате, значи. Ние се трудиме да направиме значи едно катче каде што они ќе можат да бидат и да цртаат некои работи, да играат, значи тука да бидат тука со нас. Меѓутоа се заради некои средства, знаеме какви се работи овдека, значи тоа ни во проект каде што ќе може децата од претшколска возраст секогаш да бидат кај нас и со нас. Само на тој начин ќе можеме да ги научиме децата како да се однесуваат во случај на пожар. Има ли размислување или во редовната настава да се има сега не да биде изборен предмет, меѓутоа да се има... Па ова тоа ми беше и на почетокот, значи малку и се оддалечи во темата, тоа ми беше и се уште немаме такво разбирање значи од професорите или директорите, значи кој ќе одиме сега и мачиме да ги постигнеме часовите наши. Не е проблем, значи 15 или 20 минути да одвоите време во значи не се работи за пожари, туку и за други непогоди кои што... За било кој. Ајде ќе учиме како во случај за земетрес да излеземе надвор организирано. Или за сообраќајки слично. Не, во нивното училиште ќе учиме како да излеземе организирано во случај на земетрес. Не мора на пожар. Така. Ме разбирате? Значи тоа се за нив добри работи, не се и за наше општество, ние како професионалци секогаш се грижиме да ги научиме и да ги, значи треба зборот ми беше да треба да не прифатат со отворено срце и што повеќе значи да ни даваат простор во образованието по оваа тематика. Па ние сме тие што значи кај нас како професионалци, пожарникари, спасители, кај нас зборуваат делата, а не зборовите. Значи, ние со дела, разни дела, кај што спасуваме, значи, пожари, ликвидираме, со дела се докажуваме дека сме во заштита на населението. Така. Колкави се последиците од пожарите во изминативе неколку години, ако земеме предвид за човечките жртви? Има ли доста? У задните 2 години... Има тренд на зголемување, на намалување? Како? У задните 2-3 години, 2 години нарочито, жртви... 2014 немаме. 2013 имавме една. 2013 имавме. 2012 значи, трендот на спомен жртви, значи, ево опаѓање. Но пожарите... Реално интервенциите ни се намалуваат. Значи, онака статистички кога ќе гледаме, можеби ние имаме излегувања околу 700 до 800 во годината. Меѓутоа, кога гледаме од какви размери се, значи, колку прават штета, сепак не има категоризација, значи, на тие. Значи, пожари со штети, значи, без штета и нешто незначително. Минимално. Значи, ако гледаме на објекти кои вредат, значи капитални објекти, ние сепак гледаме дека не се намалува. Сето тоа се должи на она што, значи, сепак, реков, ние едуцираме, значи,
се преземаат мерки за заштита. Значи ние Но благодарение и на през како време медиумите, сакам, значи, медиумите ни видите, помагат, да медиумите видите, ни помагат многу. да видите везе шари, значи изгоре, значи на кој начин сега е направено, значи какви противпожарни бариери има направено. Има дури донесено на возило таму противпожарно, има противпожарна екипа дури направено. Значи не треба да се случи нешто за да направиме ние после нешто за да бидеме заштитени од пожари. Значи сепак секогаш, значи оно што го правиме, превентивата и едукацијата треба да бидат на прво место. Во однос на штетите за шумските пожари, знаеме нели Полошкиот таа котлина е со шуми окружена. Каква е состојбата? Има ли големи штети? Или гореше Жедан во Сува гора, па Шар планина? Добро, земајќи и правејќи анализи секоја година, И како се справувате, значи, затоа што тие се непристапни терени кон точно тој е. дел? Значи, задните години, реков преска, во опаѓање са појавите на пожари. Низ затворени објекти, значи појавите на објекти што не се појавиле порано и во отворени простори, отворен простор што са. Значи во опаѓање са. Прошлата година, 2014 година, сме немале многу, бидејќи Шар планина, тоа е и дрвата не са земзелени што са. Значи, не ни се појавиле многу пожари, сем долната страна на кај Желино, значи Сува гора. Таму се појавуваат Имаме пожари. среќа што хидрометеоролошки услови ни се, значи Да. зелена беше, ние знаеме дека лани 2014 година, значи доста ни имаше врнеж од дожд. Да, па и летниот период. Да не речем флората беше, значи зелена во цекот на целата година. Да не речем и дека Шар планина изобилува со многу вода, значи кои ги одржава тие работи. Имаме, значи, тоа се незначителни мали, значи некои пожари. Но сепак сме делот на мобилизирани. Сувагора, каде што имаше оние, значи, полесно спреки и некои запаливи. Меѓутоа, пак е во границите на она што би рекол некоја колатерална штета која ги задоволува, значи нема големи материјални штети, нема поголеми делови на запалени шуми да биде како што сме имале Блоковски, Големи размери. Тука до Скопје до Бојане, значи не гореше 2006, ако знаат и граѓани се сеќаваат. Значи кај што бе ангажиран многу големи сили и изгоре многу шум. Значи немаме такви, пак ќе речем благодарение, значи на ајде пак да речеме едукацијата, да не палиме огни или кога ќе запалиме кога идеме на викенд, еве се 1 мај мора да апелираме. Значи и ако запалиме оган, да биде контролиран и кога одиме да биде изгаснат. Значи се да се полие со вода, да се изгаси па се И замени. да се држи под контрола. Да. Значи немаме такви некои поголеми семполски. И сепак предизвикани од човекот затоа што чиста е ки е меѓата е запалил. Така. Знаат ли граѓаните да прашам, да повикаат пожарна? Како се однесуваат? Нели тоа е многу важен чекор, дали има доста злоупотреба на повиците? Многу прашање за нас кој нас многу не е битно да го објасниме сега на повика, кога не треба да се повика? Граѓаните најпрво се навикнати, да кога се работи за пожар дека да пожарна треба. Тоа е значи онака инстинктивно од себе доаѓа. Меѓутоа кога се работи за вакви пожари, секој треба да се информира, значи Центарот за управување со кризи на 195 значи се свати. И они значи преземаат од тој момент целата процедура. Што значи тоа? Дека не значи дека треба противпожарната единица да се таму на лице место. На кој дел гори
значи сепак тој што го видел или што го пријавил треба да проба да го изгаси. Ако не го изгаси, значи треба да се јави во Центарот за управување со кризи. Центарот за управување на кризи го известува градоначалникот каде што е подрачен. Да. Го известува јавното предпријатие кое стопанисува за шум. Значи јавното предпријатие испрача екипи од шумари, од ревири, од не знам што, значи тие да го изгасат. Значи имаат своји екипи. Значи гледате дека се уште не е противпожарната единица. Значи овој момент го користам да го објаснам кога ние Ја мислам дека у генерала прашањето беше за сите појавени Општа, да, меѓутоа но колегата се зборува за појава на пожар на отворен простор. Да, значи како треба и сега овие треба ако не можат и тие, значи се јавуваат во ЦУК треба да ми се јави на градоначалниците да организираат поголеми сили. Значи создадени од градоначалникот. Тоа се нивните просторни сили кои треба да ги направат и значи оние сега. Значи кога веќе не можат и тие. Градоначалникот да речеме еве општина Игуновци треба да ми се јави на господјата Теутарифи да она испрати противпожарни единици. Во кој случај? Кога се загрозени материјални добра, кога се луѓе, кога е... Значи, ние треба да заштитиме и професионално да действуваме до она, кажу. Ако и ние не можеме, значи, тогаш пак е позивот до ЦУК. ЦУК, Централот за управување со кризи, е главната, значи, оно 195, каде што треба се сето тоа координира. Значи, ако и они не можат, тога се повикуваат, значи, пак ЦУК, се повикуваат, значи, има републички сили. Значи и они се делуваат. Значи, како е со а за пријавите, значи воопшто, да, а за пријавите воопшто, значи едноставно 193 за секој појавен пожар за било каде 193 противпожарната единица е должна да одма преземе мерки. Значи ако се појавува пожар, се пријавува пожар, значи ние сме должни тој пожар што побрзо да идеме да го локализираме и да го ликвидираме. Имаме случај сега се случило ли повеќе повици во исто време? Да. Па да не можете да постигнете, не знам, колку за да не можеме колку екипи може до денеш да секоја смена 4 екипи може. Значи до сега не се случило да ни остане некој пожар, значи без да идеме без одговор. Не. Со овие лажни повици, за тоа им беше прашањето, можеби некој нели ги злоупотребува повиците па да нели сме имали, имаме нормално имаме такви случаи. Се санкционираат ли тие некако? Не. Сме пријавиле у СВР Тетово, значи СВР Тетово нормално ни барат идентитет кој што ние не знаеме. Сега од шпион на телефонот да ставите мора. Не излегуваат броевите, но компанијата, значи што се закупени телефони, значи на улица и тие клиентите за да нема врска. Ги чуваат. Да. Што е важно при оваа пријава на пожар? Некогаш луѓето се занадени и бушно реагираат на тоа зошто премногу информации тражиме при премањето на пожар. Па сега што чети го телефонот мој, зошто мојот број, зошто ме прашуваш дали има идентитетот за име и презиме, ти кажав каде, да, меѓутоа треба да сватат луѓето, значи граѓаните дека она што нашиот диспечер ве прашува заради тоа да ние упатиме, да знаеме колку сила, значи да упатиме, колку возила, каква техника да однесеме. Ако ние погрешиме техниката, значи сме промашени комплетно цел пожар. Значи се разбереме, ако гори бензинската, ние мора да понесеме пенило, мора да понесеме, значи, она што е специјална техника за гасење на нафтени деривати. Ако ни речат дека гори куќа, не ќе отидеме со опрема која не доликува и што правиме таму? Сме промашили комплетно цел пожар. И обратно, значи, податоците кога се прибираат и кога ја би ги замолил граѓаните, значи, секогаш да ги даваат она што ве прашува диспечерот. Додека диспечерот разговара со вас, верувајте дека нашите екипи веќе одат.
Значи ништо не се губи околу времето. Се добива само на информации. Ние знаеме да прашуваме дали има некој внатре во пожарот. Значи мора да знаеме тие работи. Значи уште по пат се спремаме за ваѓање на тие загрозени лица. Значи правиме екипи уште по пат. Ако треба ги повикуваме, значи и поискусни пожарникари кои може да помогнат. Значи сепак е организационно нас не многу ни помагат. Така. За да пристигнете до местото каде што е пожарот, ви треба нормален сообраќај. Со какви проблеми во овој поглед се сочувате, нели? Претесни улици, паркирани автомобили на коловози и слично? Па да. Земајќи предвид у задни време, овие 2-3 години, Тетово улиците на градот Тетово, значи стварно са згустети од сообраќајот. Со слушање на нашите сирени, на противпожарните возила и светлечките светла, што ги ротации што ги имаме, значи некои Имат ли култура граѓаните во тој поглед? доста са едуцирани, се гледа дека стварно ни пуштат пат. Но има и од тие што не. Така. Во однос на улиците во, да речеме, стариот дел на градот, како се сноѓате? Имате ли специализирани возила или возила за... Да, поседуваме такви возила, но уште идеме на тоа да најдеме уште помали возила за да стигнеме што побрзо низ тие тесни улици, како што рековте, на старите. Да, стариот дел на градот. Населени места што не се у градот Тетово. Значи, и верувам дека ќе стигнеме и до тие мали возила за што побрзо и што побезбедни да бидат нашите граѓани. Што побрзо да стигнеме ние до лице место, значи да не е само градот, се работи за селава. Значи кога правиме овие ние за селава Вешала, Бродец. Да, Вејце. Значи, тие се онака поставени да има толку тесно се збиени, значи да не можеме до последната куќа да стигнеме некогаш. И колку да е мало возилото, значи отстрмнени од не знам што да не можеме да стигнеме. Ние сме разговарале, значи нова тема, терен. Да, нова тема сме разговарале, значи да набавиме значи опрема некоја која има некои преносни значи базени со моторни пумпи каде што тоа сето ќе направиме за брзо време. Значи ќе поставиме да не се изгуби притисок на некоја одредена висина. Да не мора со возилото да се пристигне. Да не мора, значи возилото ќе до наму каде што може, значи реално не може секој возило да биде да се качува секаде како. Меѓутоа сакам да напоменем ја дека да работиме на овие проблеми на тесни улици, на проблеми од овој тип, да набавиме опрема и граѓаните значи да можеме да ги навремено и благовремено значи услужиме со противпожарна заштита. Оти баш сега ни доаѓаат летните денови, мислим летните месеци, кај што ќе ни доаѓаат и нашите печалвари 7-8 месец. Тогаш најгусто. Но тогаш и пожарите на отворени простори ни се појавуваат понајвише. Имавме пример прошлата година, како за пример, еве, вашите гледачи нека знаат, имавме пример еден во село Лешок, кај што на жетва ни изгори еден комбајн. Значи, стигнавме на лице место, но со закаснување ради сообраќајот. Голем, густ знаеме во делот на породични. Но што беше интересантно тука, значи стигнавме на лице место, што беше изгорено, другото го спасивме, значи не го оставивме пламените јазици да не се прошират. Значи го ликвидиравме тој пожар, но закаснивме. Значи од сообраќајот. Така, тоа е сепак проблем. Да. Господи, ви благодарам што бевте гости во емисијата Спектар. Ако сакате нешто да додадете за поголема едукација на населението, затоа што и целта на оваа емисија е токму тоа. Ние секогаш ќе бидеме со граѓаните. Сакам да кажам дека секогаш
сме им на располагање за сите отворени прашања кои ги имаат од областа на безбедност и заштита од пожари. Секогаш сме, јас и мојот командир, значи секогаш сме биле борци за подобро да се справуваме, значи, со оваа проблематика и секогаш сме викале дека ако ги едуцираме населението и ако направиме одлична превентива, значи ние ќе имаме помалку работа и нема да има загрожени луѓе и идните генерации, на идните генерации ќе им биде подобро. И работиме ново и благодарам на вас, вака што не повикавте, значи да бидеме за вака на овој начин со граѓаните. Се пренесе, нели? Да се пренесува и би сакал почесто вака, значи да се случуваат овие работи, не само во вашава куќа, туку и во останатите локални телевизии, значи да им го пренесеме, значи на сите граѓани ова дека дека противпожарната заштита е број 1, да не речем, во нормалниот свет на живење. Така. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Благодариме на вас.